Почитувани гледачи, добра вечер, ова е Визави на програмата на ТВ каналот ВИС. За фолклорот велат дека е чувар на народниот бит, чувар на душата на народот, но исто така и дека е неформална историја, дека честопати знае да пополни одредени празнини кои што постојат во периоди од постоењето на човештвото и на цивилизацијата. Со мене вечерва на овие теми ќе позборуваме со фолклористот господинот Иван Котев. Господине Котев, добра вечер, добре дојдовте во Визави. Добро вечер и користам прилика да ги поздравам сите ваши гледачи, да им посакам убави денови, убави години, убави мигови со нашите стари, проверени, убави обичаи. Се согласувате ли со овие констатации дека фолклорот е чувар на народниот дух и дека е неформална историја за постоењето и за суштествувањето едноставно на целата цивилизација? Апсолутно се слагам и јас имам една моја сентенца искажано дека песната не е, историјата не е песна, ама песната е историја. Значи во многу не само во песните, во многу фолклорни творби вистината е кажена по-вистински, така да кажем, отколку што тоа го кажала историјата. Значи, сосема се слагам со тоа што го кажа. Низ вашите записи честопати се наидува дури и на ликови кои што ние не ги познаваме. Едноставно, меморијата на народот памети подолго од фактите. Таков беше случајот со неодамна објавената книга Турунџула Каравлашки. Да. Народот има джиновска меморија. Таа ги црпи своите сили, своите сознанија, своите сокови уште од дамнина, од прадревноста. И тие на еден чудесен начин преку вибрациите на народот доаѓаат до нашите денови во вид на песна, приказна, предание, легенда и така натаму. И со тоа живее едно време кое одамна изминало. Како вие свативте дека станува збор за посебен јунак? Турунџула Каравлашки мене ме фасцинираше уште како дете кога ги слушав песните. Оти Турунџула Каравлашки е некој прототип, да речеме, на Марко Крале. Многу слични особини имат, ама кога се осознав малку повеќе, кога почнав да собирам песни и да запишувам, утврдив дека Турунџула Каравлашки се пее само во Струмичкиот крај и дека има некои една-две песни во другите краишта запишени, има од Верковиќ, од Шапкарев по една. Меѓутоа јас, знаејќи го начинот на кој се собирани песните и на Шапкарев и на Верковиќ, па и на другите, оти тие имале своји луѓе низ цела Македонија кои што им пишувале песни и им ги праќале. Дале биле тоа со пари, без пари, тоа не навлегуваме во тоа. Во главном има случаи песната да испеана во Струмица, некој пат се кажува во Струмичко, некој пат дури ни тоа не се кажува. Во главном се пее исклучиво во Македонија и во Струмичко најмногу. Ние сме вечерва сме во очи на Василица или православна нова година и има низа на обичаи кои што се поврзани, најверојатно уште пред востановувањето на христијанството, но ете се поклопуваат одредени празници со народните обичаи. Ја имаме сурва, ги имаме страчинарите во Подгоријата. Да. Какви се обичаи се врзани со овој празник и зошто токму тие? Тоа е фактички новата година. Тоа е фактички времето кога од сегашна гледна точка, неле, кога сонцето од јужната паралела полутопка се наведнува кон север и се појават првите сигнали, првите знаци дека се нешто менува. Тоа биле денови на светковина, на огнови, на прослави и уште во паганското време.
Меѓутоа, јас сакам да се знае дека христијанството има склучено доста, така да кажем, компромиси со паганството и многу вешто, многу пагански празници се инкорпорирани во христијанските обичаи и празници, така да не е ништо чудно што тие празници денеска се слават, да речем како Свети Василije Велики, Стара Нова година и така натаму, и ќе продолжат, мислам, да се одржават и да се слават. Иначе, во најстарите времења, во тоа време, кога се зараѓаат овие празници, луѓето верувале во разни зли сили, во разни надприродни сили кои се трудели на луѓе да им нанесат лошо, ама па човекот измислил обичаи со кои што ќе ги протерава. Така, например, Нова година како прекретница во животот на луѓето се појавуваат маскирани поворки со разни направени како шумски животни, мечки, со звонци, со прапорци, со долги стапови, со кои што звонци, значи кои што многу силно звонеле. Оделе од куќа во куќа, ја најавувале новата година, добивале од куќата подарок, дали тоа било најчесто месо од свиња или друго леп, брашно и така натаму. И со тоа тие сметеле дека лошите духови од тие куќи, од тие дворови ќе бидат истерани и дека ќе можат слободно луѓето да шетат, да живеат и така натаму. А зошто се маските? Кое е нивното значење? Зошто имале да се направат подеднакво страшни како злите сили од кои што се бореле? Која е символиката на нив? Символиката на маските е да покажат дека тие се исто толку силни, дури и посилни, отколку што биле лошите сили. Да, спротивната страна. Дури има, така, некој пат размисла, ставија маската да те видам кој си. Значи, што се замислуваш? Што си, кој си, како ќе се справиш со лошите сили? И навистина маската демонстрира сила, моќ, некој пат убавина и шарм, некој пат музикалност и така натаму. Значи, маската фактички е имитација на природата со цел да парира на тие сили што се против луѓето што нанесуваат зло и така. Маските се голем дел од фолклорот на овие простори. Неодамна за божикните празници видовме дека во Тетово се маскираат на Бадник. Има таков обичај таму. Овде се маскираат околу Стара Нова година, меѓутоа се маскираат и на пролетните карневалите кои што ние ги имаме. Едноставно се чини дека фолклорот многу добро ги чува тие спомени, тие традиции. Има си разлика маските што се за нашиот карневал Стромички, неле? Што започнава 50 дена пред великденските празници, тај си има сосема друга цел и поттик, додека овие маските што се на Сурва, Стара Нова година, се има друга цел. Значи, овој што е нашиот карневал, за кој што има и подвојно мислене дали Евлја Челебија точно ги видел овие, он бил тук во мај месец, претрчувале луѓе, дали му раскажувано, не знам, ама во секој случај ова има маската што се дават за карневалот, има за цел плодноста пред се, значи да поттикне младите да се сакат, да имат пород, оти породот бил суштината на животот. И ден денес гледаме што се случува, оти белата чума веќе доста го намали наталитетот, ама луѓето верувале дека ако ги упражнуваат овие обичаи, дека ќе поттикнат кај младите желба за пород. За основање семејства. Го имавме пред тебе една седмица, го славевме
Божи Христовото раѓање и тогаш има низа обичаи кои што се поврзани со овој празник и кои што народот се уште ги празнува. Едни од нив се огновите. Постојано е огнот присутен речиси во сите обичаи. Зошто? Што е символиката на огнот во славењето на овие обичаи? Огнот е символ на енергијата, символ на топлината, символ на сонцето. Огнот символизира една можност луѓето да се стоплат, да погледнат, да видат и да се здружат. Околу огновите се пееле песни, се играле игри. Околу огновите што се на бадник, се пееле спроти бадник, спроти коледе, се пееле едно време коледарски песни со, така да кажем, ласедна содржина, кои што исто така повикувале на плодност. Тие са, да речеме, прво наивно се наговестува, кога дедото прави копанка, питку зашто е да се рана прасенце, да се зема бабичка, да ми мата јајците и така натаму. Значи веќе наговестува дека има, знае се што е целта, да се има пород, да се потикнат младите и така. Значи, овие обичаи се пред се да се одржи човештвото, да се одржи човекот, да се одржи еден континуитет и на духовен и на физички план. Колку се изменуваат обичаите со текот на времето, особено и овие кои што се поврзани со јануарските празници? И обичаите се, как да кажем, духовна рожба на народот, како што се, значи, трпе промени, било во позитивна, било во негативна смисла, и тие се подложат на одредени, така да кажем, намалување на битноста, на важноста од некој. Значи, не се придава веќе тоа значење што некој пат го имал обичајот. Например, јас сакам да кажем дека многу обичаи од секојдневниот што и ден денес се одржуваат, например, чување куќа. Чува куќа, чија цел е да се сочува куќата, да се истерат дете сили со тамбори, со тапани, со дзурли, да се пее, да се вика во куќата, се што е лошо да испадне, ќе затворат куќите, ќе одво да слават во ресторан. Исто и со крштенките, исто со свадбите веќе вообичаено стана. Едно време свадбите се одржува во куќите, радост беше за фамилијата. Сега пак е радост, само веќе луѓето одат на еден комодитет, да не дома да немат проблеми, да не се изваде и така натаму, и се одат, на них излева дури на еден начин и поевтино, секој пат се гледа низ призмата и на денар. Да, на Таква е финансиите. психологијата, тоа се случува за жал во овие времени. Го спомнавме Божики бадник, а со Божик почнуваат така наречените некрстени денови. Да. И овде имаме уште еден обичај кој што долги децении се негуваше, а тоа се русалиите врзани со некрстените денови. Меѓутоа, еве сведоци сме дека тој обичај веќе е забран и останат само на фолклорните настани и на фестивалите кои што се одржуваат среде лето. Потполно се слагам со тоа. Значи, деновите што се од раѓањето на Исус до водици, до богојавление, тоа се викат некрстени денови, затоа што Исус Христос се уште бил некрстен, а некрстен според тогашното сваќање, па и според сегашното, кој не е крстен не може да стапе во сојуз со Бога, и затоа овие денови дуг неговото крштевање се викат некрстени денови, кога според народното верување меѓу луѓето шетале вештици, вампири, караконџули, ѓаволи, кои сакале да им нанесат зло на луѓето. Дури се смета дека ѓаволите пробале да го одречат, да го одвратат Исус Христос како детенце, меѓутоа тоа е посебна категорија човек, од крштевката, од крстувањето, и му нуделе чуда удобавини, ама се разбира дека и тоа малиот Исус Христос не го прифаќа и дека тој се крстува. Значи, во тоа време,
Од 7 до 19 низ Струмичко и низ други краишта на Македонија шетале русалиите. Тоа се русалиски дружини кои што со своите игри, со својата појава оставале кај луѓето силен впечаток. Тие пред да тргнат да шетат, оделе во црквата и попот ги, како да кажем, развенчувало од христијанството и тие во тоа време биле пагани. Имале завет да молчат. Значи, сите 12 денови тие меѓу себе само комуницира со поглед и со допир. Биле со пригодна облека, со пригодни инструменти. Како изгледала таа облека тогаш, имајќи предвид дека сега е тоа народна носија? Да. Тоа била народна носија, биле во бели кошули, бели потури ги викале тие, со црвени калци, калчуни, значи чорапи, и со опинци. Во прво време сами си ги правеле, после ги набавувале. Во секој случај имале специјални ритуални ора, кои што се одржуваат до скоро и ошто се одржуваат. Арапско оро, кармази фустан, значи крвав црвен фустан, бидејќи имало случаи, тоа, после ќе го кажеме тоа, кога ќе се сретнат две русалиски дружини, ако едната не мине под сабите на другите, доаѓало и до меѓусебна борба, познати се локации русалиски гробишта. Еве, ја имам сознание кај Драмче, кај Кочилско, Делчевско, дека има такви русалиски гробишта, кај Калиманци и на други места, а и тука во Струмички исто. Значи биле наоружени со ритуални сабји. Во прво време тоа биле вистински сабји, сите играорци, 12 души, Балтаджијата, што бил на почетокот на орто, тој бил врховен жрец, така да кажем, меѓу русалиите, и кога ќе оделе од куќа на куќа, играле и замавнувале со сабјите лево-десно, како да се борат против некои невидливи сили, и според верувањето тие сили ја напуштиле таа куќа, бегале и оделе во друг двор. Често пати ги повикувале кај што има болен, исто да изиграт околу болниот оро и да замавнува со сабите со верување дека болеста ќе се оде. И навистина русалиите се долго време се удржува во Струмичко. За колкав период станува збор од прилика според ваши сознанија? Колку време траела таа традиција тука од прилика? Може ли да се лоцира? Јас мислам дека таа традиција траела активно до пред започнување на Прва светска војна. Имало кај нас убави групи во Сушица, во Секирник, во Турново, во Илице, во повеќе села. Исто таа традиција во Гевгилиско е била силно застапена. Еве Миравци и Дендеревски има таква група, во Богданци има, ама што кажавте вие преги, тоа веќе само премина во фолклор, на трибини, на фестивали, да се манифестира, и навистина манифестирањето на овие русалиски игри предизвикува доста жив интерес кај народот. Еве, например, сега во Секирник се одржуваат спроти Богородица еден вид смотра на овие игри русалиски, и салата, односно дворот пред црквата, насред село, што викаме ние, е преполн со луѓе кои што сакат да ги видат, што значи дека кај народот тлее таа искра за народното, за старото, за убавото што со векови го одржувал овој народ. Не можел секој да биде русалија, тоа била како еден вид чест која што ја добивале мажите за да влезат во тој одред, така да речеме, на избрани мажи. Да. Што требало да поседува за да биде некој русалија? Да биде русалија треба да биде правичен, прав човекот, да ги почита обичаите,
да ги сака, да ги цени и да верува во тоа што го прави. Значи да биде човек со собствена совест, свест и волја. Има ли разлика помеѓу русалиите во Струмичко и групите кои што постојат во другите делови на Македонија, но и во етничките граници? Има русалии во Бугарија, во Грција останати. А тие доаѓаат овде во Секирник и ги гледате. Да. Какви се тие групи? Во основа суштината е таа. Меѓутоа, во секој обичај, во секој ору, во секоја песна има си своји посебности, своји специфики, од крај до крај, дури од село до село има разлика, и од куќе до куќе има разлика. Значи, сега не би можел да ги елаборирам тие разлики, во главно постојат разлики меѓу тоа суштината на русалиството е таа да се борат против злите сили се до богојавление на 19 јануари во годината. Јануари е месец на празниците, така е оставен и во народната меморија. Секога од почетокот на годината до крајот речиси на месецот не имаме мноштво на празници кои што ги следат и низа на обичаи. Да. Навистина е така. Некој време народот јануари го нарекувал големина. Не само поради должината на месецот, туку поради бројноста на празниците. Значи, гордоле секој втор ден, ако рачунаме статистички, имаме друг празник, така да нашиот народ сите празници, кои што се во јануари, ги чествува со посебен пиетет, со посебна љубов, почнувајќи од 2 јануари Свети Игнатий, па завршувајќи до 31 со Свети Андон, што викаме и Свети Атанас, двата празника. Цел тај месец е исполнет со една љубов, една мисла кон Бог, кон тие што биле околу Господ, кон човечноста, кон љубовта према човечноста, изразена преку името на Исус Христос и така натаму. Меѓу тие празници, секако централно место е раѓањето на Исус Христос, тој е Божик, кој што завзема едно од централните места на празнувањето на македонскиот народ, покрај Великден, кој што исто така се еквивалент во големината на славењето и на прославувањето на Господ, нашиот Бог. Има многу обичаи кои што се врзани речиси за секој празник, а исто така и со богојавление или водици. Ја знаеме долгата традиција на фрлање на крстот и фаќање на крстот на богојавление. Фрлање на крстот, тоа е символика на крштевањето на Исус Христос. И водата игра голема улога во животот на човештвото. И ја сега баш ми доаѓа мисла, ако земе во било кој црковен документ, па и во научен, да видиме колку пат се спомнува водата, тоа е некој чудо. Значи, водата е еден централен елемент за опстанок на луѓето. И затоа крстот, кој што го символизира крштевањето на Исус Христос, кој што бил крстен во реката Јордан од Јован Крстител, за кој што Исус кажал, тој е најголем меѓу родените од жена. Значи, тој на еден начин му дава признание на Јован Крстител, кој што пред него на еден начин го расчистил патот и го најавил доаѓањето на Исус Христос. Така. Исус, значи, Исус Христос, тоа е помазан. Исус, значи, пророк, човек што спасител, и Христос, значи, помазан. Значи, тоа се два различни збора, меѓутоа, така кажал ангелот на Дева Марија, кога дошол кај неа, ќе го наречете Исус Христос. Значи, не само што е помазан, туку и првото име крстител да биде кажано. Исус Христос и така го крстиле, оти некој сакал и друго име да му даде, ама не може, тоа било одредено и така го славиме ние како Исус Христос, нашиот Бог, и тој секој пат ќе биде славен од православниот свет, и не само православен, целиот христијански свет, на
на достоен и достоинствен начин, на начин што доликува, што заслужува големо внимание. Како се празнуваат овие празници посветени, поврзани со богојавление во различни делови? Каде се уште живее таа традиција на фрлање на крстовите изворно во реките и во езерата, да Јас речеме? најпрво сакам да кажам дека благодарение на православната црква во многу села, сега ќе почнем обратно, во многу села се направија во црковните дворови базени, не со големи димензии, ама полни со вода кај што може да се фрла крстот. Иначе, во различни места има одредени варијанти на прослава и за самиот крст. Например, во Охрид благопријатни услови има, крст се фрле во езерото. Тоа е централен настан на водици во Македонија, кај што цела Македонија още се опрени во Охрид. Во Вардар крст се фрле во Скопје се фрле во Вардар. Во градови кои што имат река поголемо се фрле во реката. Во селот се фрле низ малите базенти и покрај рекичките или во реките кои што течат низ полето. Во главно тоа да биде вода. Се верувало дека на водици, точно во 12 сато, небото се отвара и кој сака, кој ќе посака нешто во тај миг, дека тоа ќе му се оствари. Има една анегдота од Охрид од Шапкарев запишено, некој човек беден имал на джамот решетки, ама можело главот да му влезе, посакал од Господ осмак злато, место да каже осмак злато, значи една мерка, тој кажал осмак глава и на еднаш главата му порастала многу и тешко после му го извадиле од... Сакам да кажам дека народот, меѓу народот за тоа има и анекдоти, меѓутоа верата и вербата во водици, во богојавление живее и ден денеска и се слави, масовно се слави во цела Македонија. Во секоја село, во секоја населбичка, во секоја, да не кажем дори куќа, се славе водици. Имате обичај да ги посетувате населените места во струмичкиот претежно регион, но и во југоистокот за време на разни славења, на разни практикувања, на разни обичаи и обреди пред празниците. Дали тие и колку се менуваат со текот на времето и дали во догледно време може да очекуваме згаснување на многу од нив? Јас сметам дека овој празник водици нема никој пат да згасне. Зборувам и генерално за обичаите. Генерално со намалување на да речеме на раѓањата на децата, со намалување на економската моќ на луѓето. Некои празници се скратува се прославата на еден начин или се избегнува, ама се уште се одржават. Иначе имаме појава некои обичаи да се скратуваат, например, обичају виза. Не знам, во едно време и јас лично памнам, а и доскоро, после црковната служба се собира одреден круг луѓе и оде од куќа на куќа визаджи ги вика, кои што пренесуваа, да речеме, импресии од службата, зборуваа за Исус Христос, како што било. Значи, еве тоа сега полека не станава. Веќе визаджи јас не сум видел, освен фамилиарни посети што се вршат од човек на човек. Значи, има едно редуцирано славење, меѓутоа се уште обичаите се одржуваат. Иначе, оваа година беа, да речеме, сосема редуцирани колидарските огнови. Од годините низ поројот нагоре, низ сите мали се пале огнови, се скандираше коледе, се пееја песни, а сега полека и тоа од кои причини, дали
младите што требаше да ги палат огневите веќе отидоа на друго место, во други држави, така да постарите немат толку волја и толку таква можност тоа да го прават. У држава се обичава меѓутоа многу во послаба форма. Так. Колку имате од обичаите? Знаеме дека имате многу аудио снимки. Колку обичаи имате во вашите архиви во видео снимки? Генерално од обичаите од празниците? Јас имам снимано многу обичаи, почнувајќи од колидарските огнови, сурва, тоа сурова треба да, ама ние струмичане го јадеме едното сурва. Од сурва имам обичаи сурварски огнови, како шетат сурварите низ куќите, како имам снимано курбан доста случаи со пренесување на жртва, така да може да кажем дека имам една замашна колекција на етнолошки снимки од кога почнам да работам па до добар дел од тие снимки имам и во вашиот канал ВИС и јас со тоа на еден начин се гордеам што колку толку можам придонесам за зачувување на нашиот идентитет, на нашата култура, на нашата етнологија и на нашиот сеопшт живот во времето во кое живееме. Вашиот влог допрва ќе се проценува и ќе се истражува и за тоа сме ви многу благодарни, а исто така сме благодарни за вашето несебично учество не само во ова, туку во многу емисии со кои што помагате за и афирмација на фолклорот, но и за дознавање на одредени обичаи веќе заборавени, поврзани со нашето живење. Јас сакам да заблагодарам на ТВ каналот ВИС, еве и на вас лично, вие, тебе и на Ѓорѓе Каладжиев, кој што секој пат ме повикувате во вашите емисии, а тоа е еден начин да се, така да кажем, пласира тоа што го име како сознание, што сме го запишеле, што сме го објавиле, дури и за секоја книга правиме посебни разговори, така да канал ВИС за мене е прозорец кон светот. Ви благодарам уште еднаш и за гостувањето. Вам, почитувани гледачи, за вниманието со кое што ја следавте оваа емисија. Довидување и останете со програмата на канал ВИС.